мисли, со казни и така натака. Не може да ми изплашат. Па јас водев војна, јас пука во луѓе, пука во мене во Рачиново, кога ме ранија, никој не веруваше дека ќе останам жив. Јас можам да кажам, од мртвите се вратив. Целата крв ми истече низ уста. Ми беше скината артеријата на десниот бел дроб. Ми беа искршени ребрата. Во шок слова, кога дојде мојот татко, Бог да го прости, човекот ќе припаднеше бидејќи очекува дека сум лесно ранет. Имав црева во ребрата низ кој што течеше крв, имав целосна искрвавеност. Неколку дена од утробата ми течеше крв. И тие си поиграват со судбината на луѓе како мене и други војни инвалиди. Не ја почитуват нити жртвата на нашите загинати колеги. Бара од нивните родители, бара од нивните сопруги да ги вратат со законска затезна камата парите земени како оштета. И ние од тие луѓе ли ќе се плашиме? Па нема достоинство, затоа пак ќе повторам. Јавете се ако некој ви се заканува, и јас лично ќе му се јавам да прашам, бидејќи да могу да... Деновиве, кога ќе се јаве на некој дека му се закануват, ќе се јавев на тие страшните заканувачи, одма се правда, не бе генерале, нема врска, бе, ја не сум таков, ја не сум ваков. Како мачиња предат, они се силни само позиција на власт. Нека не заборава дека ние како политичка партија сме трета политичка организација на македонците која што е произлезена од војна. Првата политичка организација на македонците произлезена од борбата со османлиите, историското и легендарно ВМРО, чие што име денес се злоупотребува. Тоа е организацијата што ги удри крвавите темели на оваа држава. Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија ја создадоа Комунистичката партија на Македонија, втората политичка организација на македонците произлезена од војна. Таа втора организација ја создаде македонската држава, како држава на македонскиот народ, иако во склоп на некоја федерација. Ако историското ВМРО ги удри крвавите темели, Комунистичката партија таа што направи државата, тоа што забега потоа во некој правци е сосем друга работа. Достоинство е трета политичка организација на македонците, која што ги влече своите корени од војна, од безбедносните сили. Затоа не можеа да ме подкупат ниту мене, ниту по широкото раководство. Почнувајќи еве овде Јордан, пред месеци нешто го викнаа ќе вработиме женати, а излезе од достоинство. И ние се такви примери, за кои што молчевме, јавно не зборувавме. Мене се обидува да ме подкупат на најразлични начини. Меѓутоа, како можам јас да се продадам за било каква бенефиција, кога ќе ме прогонува крвта на луѓето што загинаа за оваа држава, крвта на луѓето што беа ранети, од кои што јас сум еден од нив. А како може да ми исплашат кога, како што кажав, јас веќе поминав една војна. Затоа ние како политичка партија која што произлегува од безбедносните сили, си земаме за задача, додека господинот Гуштеров и неговиот економски тим ќе работат на економско заздравување на државата, ние да го расчистиме политичкиот терен од организираниот криминал и корупцијата, за тие да можат непрешено да работат. И да видите како во Македонија за кратко време ќе дојдат странски инвестиции кои што ќе го дадат она што му е најпотребно на овој народ, работа. Луѓето немат работа. И тоа работа за пристојни плати, работа каде што работодавците, вашите газди кон вас ќе се однесуваат како кон луѓе. Затоа ве повикувам да ја пренесете нашата порока и на 5 јуни да ги повикате сите Штипјани, други градови од оваа изборна единица од цела Македонија да го дадат гласот за Македонија. Ќе ве потсетам дека носител на листата на ДПМН е Владко Ѓорчев. Владко Ѓорчев не е лош човек, го познавам лично. Тој од Скопски аеродром, урбано типче кој што пораснало во Скопје, кој што никогаш во животот не газело кал. Ние газевме кал до некна. Вода ни ставија пред 10 години. Јас сум од Кедидера. Ви кажа, после промена на фризурата, ништо друго нема промена тука него. Втор на листата на ДПМН е Дзинго. Газда Дзинго. 100 години начука, малку му е сакушки на пратенички мандат од вас граѓаните. Како не се срамат тие луѓе, јас тоа не можам да го разберам. Или сакат да се скријат од долгата рака на правдата. Ама нема да се скријат. Пратеничкиот имунитет нема да ги заштити од раката на правдата. Затоа, кажете и на сите граѓани од изборна единица 3, кои што ќе гласат за ДПМН,
дека гласат дзинго феудалецот да стане пратеник. А оние кои што ќе гласат за СДСМ, ќе го направат Стефче Екимовски, кој што е градоначалник на Карпуш, пратени. Стефче Екимовски, градоначалник на Карпуш. Што бара тој во Штип? Па нема овде луѓе во Штип или во Источна Македонија кои што можат достојно да го представат овој регион. И после во собрание очекуваме да не представат. Ки си одберат од овде некои, не сакам да користам неубави зборови, луѓе кои што или ќе мудро ќе молчат 4 години, нема нити да ги слушнеме, или ако кажат нешто ќе викаме порно да трае, да не кажа ништо. Затоа кажете и на нашите сограѓани, на моите сограѓани. Јас имам еден спрат од куќата што изгради татко ми, овде имам каде да живеам, па може би ако ми се смачи од Скопје, пак ќе се вратам овде. Да гласат за достоинство, бидејќи достоинство е новата сила на македонската политичка сцена. Достоинство е партија која што во иднина ќе биде уште посилна и помогна затоа што нема да дозволиме да ни исплашат луѓе кои што ги користат институциите на системот. И сега за крај, може би треба како еден човек кој што на телевизија го има секој ден да почнам да мафтам, дурлам, ама не ме била толку. Може и ќе научам, ама само ако изборите не се за една година, до тоа тешко случи. Може ќе почнем и јас тука да скокам, да правам салта, да урлам и да викам. Јас немам намера да користам таков говор. Тоа што имав да го кажав така како што умеам наискрено. Кој поверува во оно што го кажавме и јас, господин Гуштеров и другите говорници, нека ја пренесе нашата порака. За крај само ќе кажам дека ние бранителите пролявавме крв од 2001 година за Македонија и повторно сме подготвили да браниме Македонија, овој пат со мирни политички средства. Да живее